Дебели гикови! На Стрип Трип 2025-та, повтор пат. Повтор пат на Стрип Трип 2025-та. Кој ти е втор пат? Мене ми е Не, трет пат само ти е треба. првиот е прв, а сите други се втори, брат. Мене прв пат ми беше овани, втор пат ми е годинава. А Добре. трет пат ќе ти биде Трет до пат година. ќе ми биде до година. Како си проаѓаш? Искрено, ама најискрено, не се заебавам. Овој Стрип Трип за мене е најдобриот Стрип Трип до сега што сум бил од сите два. Првиот не го фатив, нормално не бев тука. Мислам дека овој стварно е многу полн со агенди, со многу кул гости, иако ова не беа и региони и сите компании италијанци, но сепак годинава е она Европа слеш Балкан слеш Македонија. Слеш дебели Слеш гикови дебели подкаст. гикови слеш Све, Орео, све. Камнам Кру, Воен Чекан за Зандана. Види, мора Саве са наше десне стране овде. Многу добри спонзори има, Скопско Смут. Точно. Сите И јаки као екипи. беше Гоце, као беше тоа? Нема. Готи институт, тоа е Ето, институт така. од Германија кој што го донесе Квајст на Точно. на овој Стрип Трип, многу интересно, многу е забавно. Гостите многу Ќе ставам и по некој стикер Ставам овака стикер. на сценарио да Требаше има. на пиво да се лепиме некој Не стикер. мора е овака, нека се Искрено, по маса. Морам да го пофалам и Давор, и Здраве, и цела екипа што повторно не викнаа годинава. Да Точно. правиме подкаст во живо. Реално подкаст во живо е сериозна работа, е, бра. Значи, лани бевме у кино Фросина, годинава сме у клуб МКЦ. Што реално овде Точно. повише ми е јака атмосферата, дека е поладничко. Но па не бе, кажа со рефлектори бе брат, Што? малце е топло со рефлектори, викам малце е топло. Не се гледа секоја леле ти кога си испотен, дечко. Остај сега, не озбори Не тоа. е битно тоа. Тоа е најмалце битно. Ништо, се Вака, да заблагодаривме. почнеме Сакам со гости да почнеме, Ајде да. да се заблагодариме од прем. Макс Трипови, Стрип Трип, сите што се организатори на Комикс, Стрип МК, Парагонс, Готе институт, Скопско Смут, Дебели гикови, сите гости И да почнеме со гостите. сега, Како да го прв? кажеме Гости. концептот. Концептот ни е, ајде. ќе имаме неколку гости, по 20 минути ќе тераме, Да. луѓе што од прилика пиле. Нема да биде као Лани кој сака нека дојде, сега сме малце да, Лани посериозни. беше- И беше кај овај као стил, ајде, Ајде, така. сега ни е све договорено, може да почнеме. може. Првиот гостин, не е гостинот, од Па не е ни гости, екипата но овој што ќе на дојде. Воен Чекан. Тоа е еден Епа, Шо е овој бе брат? ајде нека седне па ќе се опише. Шо е сам. овој тип? А? Чеплин. 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 Чеплин, Манасиев! Warhammer. Уху! Ама чекај, овој ме плаши мене. Бојрум шефе, седи. Да трнеме капче. Ќе си трне само. Гледаш бе? Живе мајка. Живи гледаш. мајка гледа. Здраво. Дечко, мене ми е страв Не. да се поздравам со тебе. Ама неке не се поздрави. Дали утепа некој овде тип... Опа! Еј, Вики. Ти бе? Ти си бе! Абе, ајде бе. Кај си бе, Рики бе? Дај го тоа бе овде од напред стави Може го што? пробам? Како? Сега да го Нели? пробам. Кај сте бе, дечки бе? Ја еве од мисија само што се вратив. Од мисија? А да, мислам, Од ја- емисија или од мисија? И од двете, мислам од мисија влагам у емисија сега одма, нели? Тачно. Ти си овде поради тоа што те знаеме као беше министерот за одбрана на Warhammer. Така више почна да ме викаат министерот за одбрана. Ќе ми Поради остане. тоа што имате овде штанд, Штанд. Имаме презентација на играта Warhammer 40,000, Воен Чекан 40.000. Како се игра, имаме мала изложба на моделите. И така, презентираме тоа што го правиме најчесто скоро секоја недела. Само да прашам, дали се изгревав тука? не. Не. Добре. Ама малце е Пошто зезнат многу шлемот. ме изгрева. Видиш, шлемот е шлем на Чеплин, они се чувари на духовноста на Space Marines во лорот на Да Warhammer објасниме, 40,000. ова се good guys или bad guys? Зависи кога прашуваш, ако ме прашаш мене, the best guys. Па тебе те прашам. The best guys. Може да ја видам тоа... Секако. Ова е, инаку, ова е... Не, ова го користат у Америка, оние што работат на кровови, Најчесто. овде шајки има. И знаеш кога ќе пушташ кровови, Ова инаку се вика Болтер, тоа е стандардното оружје на Space Marines. И најјакото од се е што тука, благодарение на многу јак дечко Кира и многу сам го поздравам, Принт
Epic имаме, Print беше, да, така? Epic Mini 3D Print и го имаме логото на воен чекан тука на самиот Што така збориш, да- Јован, не го видов. Ау, јако. Кире е amazing guy, тоа е тоа. The guy. Најбоље. За тие што не знаат. Што е воен чекан? На кратко имаме 15-20 минути и што е Warhammer. Воен чекан е друштво на ентузијасти за игри со воено-стратешки игри со миниатури. Имаме Discord, имаме Instagram, а Инстаграмот е Воен Чекан Official, се споено. Таму имаме и линк од самиот Discord и едноставно сме друштво кое што споделува се што е поврзано со макети, со Miniatures Wargaming, играме кој што обоил, како обоил и така натаму. Warhammer 40,000 е воено-стратешка игра со миниатури, значи ние си ги купуваме моделите, тие не се склопени и не се обоени. Сами си ги боиме, сами си ги склопуваме, има правила по кои што се игра и тоа е тоа. Генерално, многу убаво хоби, многу креативно. Го препорачувам на секој. Не е баш ефтино хоби, ама кој е хоби па е ефтино, реално, да бидеме искрени. Не. Само да објасниме. Има ефтино хоби, бркање пеперутки, само мрежа ти И треба тоа не е толку и да ефтино, бркаш, веруј ми. брат. Не е толку ефтино, пошто и тие треба да ги стават во оние стакларници, па и тоа треба некој да го направи. Не бе брат, да ги Фермари. фатиш и тоди да ги пуштиш. Па така нешто. Тоа е и пол За тие што риболовење. сакаат, извини, за тие што сакаат да седнат да не слушаат слободно, нека земат столчиња ако има овде, дека не Ништо не се успеавме слуша, ама да нема вред. наместиме. Извинете. Или само Нема да кажеме, миниатурите се као 3D принт, ама не се. Те мога објасни Да, што значи се. вака, познато е многу повеќе моделарство, нели, во светот, кај што луѓе си бојат миниатурни модели од тенкови, од авиони, од хеликоптери. Ова е нешто слично, ама самите модели не се од вистински постоечки возила, туку во конкретниот случај на Warhammer 40,000 е science fiction. Тие доаѓаат од пластика направени, не се склопени, како китови се. И тој што нели ќе ја купи ентузијастот што сака да игра, си ги склапа делче по делче, нормално секојаш има шема како се склопуваат и после тоа треба да се обајат. И така играме. Не е баш како 3D принт, пошто во 3D принт најчесто ја добиваш фигурата и треба да си ја обоиш. А сега знам дека некои помодерни 3D принтери плюс и обоено може да испринта. Кажа армија, како се рачуна армијата, колку треба пиончиња да имаш, Тоа- односно Да. карактери, како се... Така, вака, секоја армија е составена од повеќе сегменти, секоја единица си има одредени спецификации. Сега како ние ја формираме армијата е нешто што го викаме поени. Што се поени? Поените се на некој начин да ти го одредат power левелот на армијата. Ако да речеме се договориме да играме армии кои што ќе имаат 1000 поени, значи ти треба да донесеш армија од 1000 поени, јас да донесам армија од 1000 поени, тоа е некоја сигурност дека двете армии се балансирани. Така. Така да, тоа е тоа. Иако си има правила, по книги се игра, не се ни нешто многу тешки реално. Особено сега ние Warhammer 40,000 што ја презентираме сега тука на Strip Trip. Голема благодарност инаку до Strip Trip што не повика нас од Воен Чекан ете да учествуваме на денешниот ден. Така да, тоа е тоа генерално. Кажи ми, од кога почнува Warhammer да се игра у свет? Тоа е крај на 70-ти. Крај на 70-ти. Крај на 70-ти и тоа првата Warhammer е почната како Warhammer Fantasy. Значи инспирацијата за тоа биле Lord of the Rings, Dungeons and Dragons, баш на класична епска фантастика. За подоцна да се појави Warhammer 40,000, тоа овие што се сега пропс, ајде да ги наречам, од кои што ги гледате и тоа што го презентираме е почеток на 80-ти. Warhammer го има измислено еден човек или Не, Warhammer е измислено од неколку луѓе кои што го имаат основано Games Workshop, тоа е во Британија. Првично имале продавници во Лондон, па потоа се префрлаа, тоест седиштето на Games Workshop се префрла во Нотингем. И така прво во Британија било распространето, многу брзо има направено бум. Моментално се уште е најпознатата и најиграната Miniatures Wargame. Не дека нема други, нормално има и други. Со тек на времето се појавуваат многу компании кои што произведуваат вакви игри, модели за боење и бои дури. Меѓутоа се уште Games Workshop се најголеми, нивните игри се најпознати. Тоа биле неколку ентузијасти кои што играле Dungeons and Dragons прво. И кога го имаат основано Games Workshop, оригинално била продавница за продавање на Не лути се човече, шах, табла и плюс и Dungeons and друштвени Dragons. игри, Да, да. за друштвени игри. Кога го донеле Dungeons and Dragons,
затоа што Dungeons and Dragons првично била миниатюр wargame која што се викала Chainmail, после тоа Chainmail настана Dungeons and Dragons. Добиле инспирација, ајде зошто да не направиме и ние нешто британско, пошто D&D е америчка работа. Зашто не направиме нешто наше британско, кое што во тој период биле многу познати историски миниатюр wargame, значи Втора светска војна, Наполеоновиот период, револуцијата у Америка и така натаму, они решиле ајде да направиме нешто што нема да биде историско, туку ќе биде фентези и science fiction. Така да Warhammer, генерално и Warhammer 40,000 се меѓу првите игри кои што не биле историски, туку фантастика и научна фантастика. Че Warhammer знам дека има повеќе игри. Да. Као Age of Sigmar, 40K. Сега, што е тоа уствари? Ајде. Генерално, Warhammer игрите се делат на епската фантастика и на научната фантастика. Warhammer The Old World и Warhammer Age of Sigmar се епска фантастика. Warhammer 40,000 и Warhammer The Horus Heresy тие се научна фантастика. Сетингот е различен. Од една страна, овие што се научна фантастика се случува дејствието во нашава галаксија, а епската фантастика е во друг имагинарен свет кој што е инспириран од Lord of the Rings. Аха. Што е подобро според тебе? Од мене све ми се допаѓа. Све, така? Искрено се ми се допаѓа, кој и едното и другото ми убаво, затоа што јас сум и љубител и на епска фантастика и на научна фантастика, така да за мене е перфект win-win сценарија. Сите ми се убави. Ама по-познато мислам дека е 40K. 40K е Futuristic. најпозната. Да, тоа е најпозната и најиграната игра моментално у свет. Има огромни комјунитија. За голема среќа мора да признам, сум многу радосен што кај нас од ден на ден се повеќе расте интересот за Warhammer 40,000. На Дискордот секој ден имаме нови членови. Рики, извини, само микрофончето понакај тебе, брат. Така. Дали се слушаме сега? Не, се слушаме, Добро е ама сега? за поубаво Слушаме, се да. Добро, супер. За пола- Ајде, ја ќе дојдем Мој понапред. славејски глас да се слушне. Многу гужви имаме надалеку. од гужва, страна да. дечки, така да ако слабо не слушате, тоа е. Да, се надеваме дека не слушате. Се надеваме да Warhammer и у 40,000 публика ако е слабо не најпознат. слушате, Само вака- извини, брат. Само вака ќе биде. Да, така, Warhammer 40,000 е најпозната моментално. Пак ќе речам, не дека нема други, ама 40.000 некако. И најинтересно е затоа што самата приказна која што ја обработува е многу уникатна. Уникатна во смисол на тоа колку добро е сето тоа изведено. Инаку и High Fantasy, значи и Old World, и Age of Sigmar, и 40K, и 40.000 40K си ја викаме ние фановите скратено. И Horus Heresy не е дека измислуваат некоја топла вода, они позајмуваат од религија, од митологија, од литература и од сето тоа прават еден амалгам и ја имаш приказната на сите видови на Warhammer и е многу епско и многу добро. Има многу книги. Games Workshop имаат керка фирма која што се вика Black Library и они цело време вадат и книги, нели, хартиени книги и аудиобукс. Така да ние фановите што го играме овај кој што боиме фигури и све, не е оставено само на играњето. Има и лор за учење, и книги за читање, и така, многу е. Лоре приказно да им... Лоре е англиски да им- збор да за им знаење, односно за како се одвиваат приказни, за легенди, за митови и така натаму. Прашање. Некој нема ништо поима за Warhammer. Добро? Кој си вишо 40K. Сака малце да ја дозне причата што е. Ако сака да ја Накратко. дозне приказната, постои еден многу убав сајт, се вика Lexicanum. И таму е како Википедија еден вид. И таму многу убаво е скоцкано. Warhammerpedia? Warhammerpedia не постои тако нешто, постои Warpedia. Warhammer Wiki. Ама истото е. Некој вики седно и ги пише. Најверојатно. Али Лексиканум е многу добро затоа што тие што го водат стварно знаат што пишуваат, имаат многу читано, многу знаат. И секогаш им препорачувам на луѓе, прво на Лексиканум одете луѓе, онака имаат они кратки текстови за да те воведат. Има и нормално кога ќе почнеш да ги отвараш табови на браузер и тоа веќе што навлагаш црна во лоро, тука да, и- и тоа е тоа. Или нека се зачленат, еве нека дојдат на Воен Чекан Official, нашиот Инстаграм. Линкот нека го пробаат за Дискордот или ако евентуално нешто може да се случи да не функционира линкот, нека пишат во private message на Воен Чекан Official, ќе им пратиме линк за Дискордот и може таму да прашаат што сакаат. Мислам тоа и го прават луѓе секој ден, добиваме и прашања и у однос на самата приказна и у однос на правилата како се одвиваат во играта. Тоа да завршувам или имаш уште? Ајде.
колку е тешко у Македонија да се дојде до Warhammer и тоа. Порано беше Може и ја да одговорам много. Ајде, одговори. Беше тешко. Беше тешко, точно. Сега е малце Сега е полесно. полесно, точно. Да. Порано не можевме, јас веќе 13 години се бавам со ова. И јас кога почнував немавме каде да купуваме. Јас директно од Games Workshop од Англија нарачував преку интернет, праќаат кај нас. Меѓутоа, за среќа, сега веќе имаме продавници кои што носат Warhammer. Гоблин носи, Макетарска носи, Game Night исто носат, така да имаме од каде да купуваме фигури, за среќа. И фигури и бој, а и опрема. Нешто сега се деси периодов, ама тоа ќе спомнеме некад друг пат. Да. За нешто интересно. Не е за фестивал, Да, тоа ќе го кажеме на некоја друга емисија кај вас така. у студио која ќе биде и поексцено, затоа што за тоа ќе треба 4-5 сати да збориме. Да. Рики, почитува наш, како се викаше овој? Чеплин. Чеплин, ти го Чарли знам. Чаплин. Чаплин, Чарли. Ти ја Може и Чарли да подаваме го викаме. кацигата Чарли. и можеш да идеш да ја Чарли браниш Манасиев, галактијата или кацигата е твоја. Што и да е, брате, ова ќе ти го Темова, задржам. И ја ќе си Шајкова, тука Тоа со ќе него. ни тоа ќе види, тоа оги Шајковача. ќе ни треба, Шајковача. затоа што не знаеме кога ќе се појават силите на хаосот и мора галаксијата да ја браниме. Дечки, фала ви многу на поканата, фала ви за се што правите. Дебели ти на гикови, тебе. фала ви генерално за подкастот и за сите други работи пропратно што ја правите. Ви посакувам максимален успех и понатаму, кој што знам дека ќе го имате. Еве ти Тоа стикерче. е тоа. Еј, thank you. Залепи го. Па, Те си земаш. Се гледаме. Поздрав, луѓе. Гледаме, пошто сега сакаме да ни дојдат еди од Сега галаксијата. ќе дојдат едни дечки од занданите. Сега ќе ги Бидејќи ти, викнеме. не, бидејќи ти кидеш на кај Сега ќе ги галаксијата. викнеме, да. Те Ќе моваме поминеме Ние вака ќе и направиме занданата. вака кат, па ќе дојдат Да, они ќе поминам седнат покрај овде. занданата, па ќе Готово. ги викнам. Ајде. Фала ви, луѓе. Ајде. Бујака. Чао, чао, Рики. чао. Од галаксии до маринци до Од галаксии се пикаме до Lord of the во Rings, занданите, да. да. Тајните Во тајните оде и ја дека ми е премногу. и кај што се кријат змејовите. топло. Ќе си отвораме на о. Што ти значи Скопска ти е Што ти значи, спонзор на точно. на Стрип Трип. Со нас е Јасна од Hello. Зандана, дечките Николовска. Николова. Леле со презимињава сум најак. Не, А, значи не си прв. Не, Има да бидеш ни последен. не си ни прва што те грешам. Сите ги грешам. имаш привилегија. Се обиде с презиме да каже. Обично презимења нема шанси. Имења тук таму ќе памти нешто, презиме нема шанси, така да Одличен обид, значи обидот беше за поздрав. спомнавме Зандана, но ќе ти оставам на тебе да ни кажеш нешто поише. Што е Зандана? Кога почнавте, зашо почнате? Добро, значи Зандана постои како колектив за промоција на друштвени игри на улоги од типот на Dungeons and Dragons. Значи таа ни е играта што најмногу сме играле активно на нашите настани. Сега уствари во јули ќе правиме година дена од постоење. Од прв настан. Нека ви е среќен роден денот. Фала многу, од прв настан ќе правиме година. Растеме полека, ама сигурно. Ама да, генерално ја промовирам играта Dungeons and Dragons нели на сцената во Македонија, во Скопје конкретно. И искрено многу сме позитивно изненадени од излезноста на луѓето што има дојдено на нашите настани. Колку едноставно има луѓе што играле претходно, што се запознаени со играта, што ние не знаевме дека е стварно толку популарна во Македонија. И второ, тоа што има многу нови луѓе што некако дознале, нели има дознаено за играта преку еве да речеме мислам дека пред неколку години најпопуларна серија што уствари ја проби D&D како игра пак на пазарот беше Stranger Things. После тоа онака како направи бум. Се врати од мртвите, можам да кажам. Морам да кажам D&D дека никогаш не беше мртва, ама ја донесе во онака до спотлайт. Да. Според мене стварно ја донесе до спотлайт. завчера и направив ревач на сите 4 сезони од Stranger Things. Реага. Значи нема болја серија. Значи, Има, брат. Добро, има. Пингвин, ама ајде сега да. Добро, рекол, Stranger Things се нема појави. подобра серија кај што се игра D&D, значи не. Добро, тоа да. Само таа серија. Dexter's Laboratory. Има една епизода каде што игра D&D и Диди е Dungeon Master. Леле, да. Која за која? Dexter's Laboratory. Ја така прв пат Чекам дознав се. за D&D. У Bing Bang Theory И не таму играат. играат. Да, 100% таму мора играат. да играат таму. Да, Играта му онака као
паушално што би се. Ама играат брат, тие се нрдови, мора да играат. Тие се Се дикови спомнува, да се спомнува дефинитивно. Ама да, има многу луѓе што немаат играно и што се многу заинтересирани, тоа некако не исполнува како колектив, пошто и ние сакаме, колку што имаме љубов кон играта, толку имаме љубов и кон културата што ја гради. Кон тоа некое заедништво, така да. Јас знам за D&D уште одамна, ама никад нема привилегија да играм. Првите два ваши настани ги скокнав, ги пропуштив и реков на третиот морам да дојдам и стварно нема подобро нешто. Ја уште немам дојано Баш така ми да. било. Ќе дојдам. Ќе дојдеш. Значи, Полека, полека. почестен гост ќе ни бидеш. Да, ќе ме пречекате. Чекај, Со црвен тепих сакам да ме пречекате. Може. Може, ама и ти еден кейп да донесеш малку Обавезно маска. и една круна на Да, глава, да. ставам и Ти и сакаш да ме носат на грб на онакво, знаеш, четворица кралевите кои ги носат. Да бе, бейс надоле само ќе те пуштам. Вака. Ти сакаш кралица да си? Не, тебе може да спасуваме. Полички да ми истовараат вака. Да, кажи. Кажи му, Јули, ќе правите годишен настан или многу е топло? Шо Рано ја кажеме да се тие каже, таму? рано е да се каже. Да не ветувам ништо од одма, не сме се уште сигурни, ама имаме во план дефинитивно нови работи, така да stay tuned. Кажи ми, од кога почнува D&D у свет? 70-тите или 80-тите години, конкретно во Америка. Директорот те бара. 70-тите Чао, и директоре. 80-тите години во Америка, тогаш почнува вакво. Actually, мислам, има многу интересен како културолошки, историски феномен играта со тоа што откако не можам да се сетам точно со која едиција на D&D, ама се дешава и да се Тенек Пенек во Америка во тој период, каде што D&D е буквално на како растната игра за нели дека фактички ја уништува младината. Сатанизам и сите тие работи, пошто нели Dungeons and Dragons, што е малце жално и тоа е така малце нека да речеме као црна мрља на играта од тој период. Ако ти кажам дека тоа кај нас уште се мисли, мислам дека све ќе ти стане јасно, така да... Мислам, јас ја сметам играта дека е комплетно опосет, обратно од тоа, зашто буквално нака сближува истомисленици, сближува луѓе што на прва основа се гикови, значи се нрдови, Може би што се се дебели. креативци. Ајде само гикови. Така. Се креативци, а самата игра мислам ти дозволува многу да мечтаеш, многу да работиш со својата имагинација, да креираш светови. Мене тоа ми е убавината на играта и убавината ми е исто и како тоа заедништво што го гради, зашто да, јас почнав да играм со друштво, со моите најблиски, ама сега веќе онака дојдена сум до степен каде што запознавам нови луѓе за да им водам и нив кампање. Така да има, не знам, нека многу убава позитивна енергија со целата таа креација, Ако така да. некој сака да почне D&D, што му треба? И како? Што му треба? Листи пенкало. Листи пенкало, дури би рекла, молив, еве, за и гумичка на моливот. Дури би рекла дека можеби коцки не се потребни во моментот, зашто има онлайн dice thrower-и. Да. Не сметам дека играта е locked behind the paywall од перспектива на тоа што се е достапно онлайн. Значи, правилата се достапни, основните правила можеш да ги најдеш, не мора да се следат официјални кампањи според мене, може онака тотално као некој да се смисли нешто скроз ново според негова имагинација, базирано врз правилата, зашто играта тоа го дозволува, многу е флексибилна. Значи молив и пенкало, молив и листка, тоа е тоа според мене. Другари? Океј, да. Екипа? Другарите најбитно да Тоа се имат. надевам дека као веќе собрано, као веќе дека имаш луѓе што сакаат да Ако играат. немаш прво нешто, Треба другари ги најдеш, треба ги најдеш, Па да. после листи пенкало. Да бе, чекај стварно, например да немам другари, што правам? Може сам да играш, може сам да Има ли играш. онлайн? Може сам? Да, може сам да играш. Има адаптација на правилата, може да се направи адаптација на правилата за да се игра сам кампања. Не, мислам, дури не мора ни адаптација да правиш на правилата, ама као можеш сам да изиграш кампања. You're your own dungeon master, you're your own player, basically е малце и како медитација на наратива и креативност. Постојат дури друштвени игри, што се мислам добро, сега веќе тоа е цела друштвена игра, ама Не, за една... друштвени игри знам, ама за D&D?
Може. Тоа е многу биполарно некако. Може. Интересно е. Као не сум го правила, ама имам гледано као луѓе, конкретно онлайн, имам гледано како уствари го објаснуваат нивниот процес тоа како го прават. Така да можеби треба малку адаптација на правилата, ама може дефинитивно да се случи. Си седнуваат онака од различно столче, ќе си станеш сега, јас ќе си седнам тука, јас сум Agent, па ќе си седнам тука, јас сум Warrior, па на Можеби тие. не до тој степен, можеби е да речеме еве некоја по као надреалистична Да. наратива, не е толку нели следиме некоја во тој контекст би рекла дека ако играш сам, многу би помогнале рандомизирани табели. Да речеме имаш табела од као 1 до 12, да речеме за во кој град ќе одиш, пример, карикирам. Фрлаш D12-ка, ти се паѓа 10-ка, окей, идеме на запад во тој град, пример. И после имаме наредна табела, што се случува со ова, што се случува со тоа. Дали влегувам во таверна или влегувам во, не знам, библиотека, во замок. Преку табели, пример, тоа може да се случи и релативно тие рандоматизирани табели се многу корисни кога за на лице место како Dungeon Masterот, додека води нели со екипа кампања, не му тикне ништо во моментот, фрлаш коцка, Затоа тоа сами е. си играат, мислам. Некојаш кога нема да се погоди друштвото, сам ќе си играте. Едно прашање имам, дали постои D&D на интернет да се игри, ако сум сам да се уклучам и да се најдеме некако 5 души, 4 колку и да се, и да можеш да играш, не знам, онлайн. Онлайн, толку конкретно како да влезеш во видеоигра, пример, на тој начин не постои. Типичен пример, Катан има онлайн игра, Да, знам, каде да. што се палиш и си играш уствари Да. Катан со рандом четворица. Мислам плюс. дека не постои. Дали има за D&D нешто така? Мислам дека не постои зашто D&D бара многу повеќе prep time. Повеќе, мислам, Dungeon Masterот пред да почне да игра треба да знае колку играчи ќе бидат, треба да знае кој играч што ќе игра. Dungeon Masterот ке компјутер. Мислам дека сега за сега нешто такво не постои. Колку што сум Еве ти идеја, запознаена. значи ова ти е милионската идеја. Направи го ќе правиш милиони. Пример Катан, играта, што онлайн што се игра, имаш да одбереш дали се со тројца или со четворица. Според некоја логика, ако има и D&D, може да си одбереш дали сакаш да играш со 5 души, или со Да. четворица, или со тројца, со тоа што Dungeon Masterот би знаел со колку Да. играчи ќе се игра. Да, хипотетички ако тоа се случи, пошто стварно не знам, не сум запознаена, ама ако тоа се случи, мислам дека најлесно би било да биде чист dungeon crawl, кај што само ще шетаме у dungeon и кога се тепаме, пошто не знам колку би било не знам колку би било изводливо наратива да се одвие на толку као се рендом начин, од типот на пошто Катан е затворена игра. D&D е narrative based, генерално. Има делови што се fighting based, нели како dungeon crawleri, и тие на пример јас би рекла дека се поедноставни за да се адаптираат за нешто такво, ама самата наратива си ја носи Dungeon Masterот и играчите, зашто Dungeon Masterот не сакам да речам не е тоа сценарио каде што играчите се глумци, си ги знаат улогите и си ги знаат репликите. Може што било да се случи за време на таа наратива и тоа е убавината. Така, а тоа нели може на Discord на пример, пошто дори беше корона, ја пробував со другари на Discord да играме, не изигравме никогаш, пошто нормално никој не му се играше, ама Јас имам на Discord ама многу играно, да. изводливо, ама исто е. Као си седнувате, Да, листот да. пред тебе. Тоа ти треба тебе Discord. Технологијата денеска ги Ја ако сакам ќе дојдам за дана кога прават евент и ќе си играм D&D. чисто, на црно-бела. Треба, знаеш дека почесто треба да правите евенти? Се трудиме. Еднаш неделно барем Секој ден. да Секој речем ден у би. сабота. На тоа и тоа, ама стварно. Сега за сега не можеме до тој степен толку да бидат, нели? Дека у Warhammer знам дека прават секоја недела во бейс. Да. Така да можете и вие некој термин да имате и се договарате на Discord, знам дека и Discord имате. Да, имаме Discord. Ќе се игра, точно. нема да се игра, шо ќе се прави, како ќе се прави. Веруј. Може би треба, да. Малце по да се вако да оставиме и простор. Ние повеќе Дискордот го водиме за самата заедница да се прошири, да има повеќе
луѓе што сакаат пример да се данџен мејстери сами да почнат кампање, да не биде се онака под водство на нас, на нашата екипа. Така да и тоа се случува. Имаме, мислам дека освен ние што водиме кампањи, мислам дека имаш уште 2 или 3 што кога ги почна на Дискорда, така да има за интерес. Шо карактер играш? Јас? Да. Јас највеќе играм бард. Бард? Бард. Да, јас најмногу Што е играм тоа? бард. Тоа е оној што Тој е свирка? музичара, да. To sa going to тоа your да witcher, кажам. oh valley of flame. Да, Што преш, ништо не прежна. Си свиркаш и Инспирирам луѓе, се тепам со моите моки на музика. На песни со гитарата ги мааш. Actually мандолина. Мојот Мандолина карактер има да шо мандолина. има? Баро тути ме вади. Онака Ултимето металска. жицата Да. од мандолината околу вратно. Шпион. Не бе рок-н-рол гитара вади. И појачало, не само пречи. Инаку пред да почнам да играм D&D, ја гледав првата сезона од Witcher и јас кер ми остави толку многу добар впечаток како лик што затоа почнав бардови да играм. Што само таа сезона беше добра. Actually, таа сезона го има него само брат. У Да, втора и да. трета сезона се се појава као, еј, здраво, толку. Забори да пее. Ќе викаме Да. следните гости. Јас на фала ти Јас Фала многу и на за вас. гостувањето. Фала што не прошета низ тајните зандани на удари. Зандана. Секако. Зајните зандани на Зандана. Змејот негову тепавме денеска, ама ќе го оставиме за друга кампања, За друга сесија. за друга За сесија. до Да. година ќе го тепаме, не е проблем. Како извини? До година ќе го тепаме, викам змеот. Да се надеваме, да. По-спремни ќе дојдем. Со бардови поише. Да. Да го успија змеот. Екипо, идеме сега ги викнеме дечките од Орева Gundam Crew. Од галаксијата. И јасна, фала ти Фала ви. уште една што дојде и се враќаме за кратко. Земи си го Да си бе го братче, земеш. као ти е слободно, Да си го така земеш, ќе си го Вици. земеш Ако брат. сакаш и пивце за да си земеш. Знаеш дека сагам, бе. Еден сегмент Оги не исече, зашо немаме време? Добро, немаме време. Ајде, ја ќе Нема отворам. Ако више. Ајде. Еј, Леле, ајде. За Ајде, многу Вици. гандами. за зубо. Ајде. За- Трипој за за многу многу гандами, за стрипови. многу свет. Ја не пијам пиво, ама ајде. Орева Gundam Crew. Yes. Една година сте активни како група кај нас. Како ти се свиѓа напредокот во таа една година? Напредокот за една година. Поблиску микрофонот те молам Нема брат. проблем, Чичо. Цело вако Вака? земам на кај тебе Полека дека немој во уста, само полека. Да. Зашто да не? Не е срамота. Не е срамо. Година дена првата неработилница, туку првиот хаб што го државме како презентација за тоа што е Gundam како аниме, што е Gunpla како хоби или сето тоа, ни беше април месец некаде. Добро. И тогаш имаше некаде околу 30 на 40 души у публика. пона кај тебе, те молам. Дека Пуште? многу чекај, ја. Да го свртам? Ајде, Чичо. Значи Вици ќе ти го намести брат, значи. Чиста работа. Да го апнам. Епа вика нема време. И Ајде. испадна супер све, имаше бајаги интерес, имаше многу луѓе што не се знае меѓу себе, ама склопуваа гандами. Решивме со Стефан да почнеме со официјална работилница, тоа да биде она час по ОТП basically. Тоа беше целата идеја. Се собираат луѓе Јапонско 5 ОТП? сати. Јапонско ОТП. Јапонско ОТП, да. Тоа е многу Е, жустро. супер термин. Јапонско ОТП, клуб на озбилни склапачи, како што вика банерот ондека. На почеток имавме околу 13 склапачи, на последната работилница бевме фул. Така да прогресот, оној природен прогрес што си дое беше одличен, си направивме Discord канал кај што луѓе си разменуваат мислења, споделуваат слики од билдови и такви работи. Динамиката е супер, сите се многу сапортив еден со друг, доколку треба било што алат, совет за нешто, она секогаш она имаат кај да Нека кај беше да се лошо смени. еден гандам да ставиме тука да видиш што е. Немаше. Нема Ама сите везе. гандами се на На изложбата. изложбата. Што се Ето така, Кој да. се бил? Кој Кој сака да си Са Кој не наше си бил на изложбата, ќе се тесни дојде на страни. работилница, Ќе си дојде на работилница. Ќе се джојне у диск, ќе се Yes. джојне, Джојне. Ќе се приклучи на Ќе си Discord. джојне.
Кажи ми, Гандам како термин, кога има почнато у свет? И Гандам? како има почнато? Гандам како аниме има почнато 79-та година. Бре, и Аниме и со манга. 70-ти, бе. 70-ти, кој, да. извини? 79-та година. Модел китовите имаат почната година две покасно. Хобито се вика Гампла. Значи популарно го викаат Гампла. Гампла е скратеница од два термини, Гандам и Пламо. Пластик. Пламо е друга скратеница од Пластик Модел Кит. И сега Гампла го викаат, Гандам Пластик Модел Кит е Гампла скратено, basic. Така да од тогаш почиња хобито, почеток само у Јапан, после некај крај на 90-ти доживува експанзија на Запад Америка, искача Wing Gundam, тука многу повеќе интерес има више во Америка, во Европа си доаѓа тука некаде малце покасно би рекол, бидејќи пак, знаеш, јапонците на почеток малце ги геткипаат тие ствари, дури не пркне, и после кога ќе пркне, ќе видат она паричка, ќе Се пушта музење секој. брат на гравата. Да, сега апсолутно музење, пошто години се поминати од тогаш и моментално Бандai гледаат да ги пласираат гандамите, да го пласираат Гандам као производ, не само као аниме, на светски пазар, нели, со игри, со екшн фигур, со секакви можни евенти, Гаmpla, Builders World Cup, бла бла бла, така да. Кажи ми, Гандам на почеток не е почнато баш како сега што се моделира, ма се почудни биле. Да. Почетните Гандам модели требало да се бојат, заради тоа што доаѓаат комплетно необоени и исто така имаат многу помала артикулација, што значи многу помалце од деловите се movable. Рацете, нозете, Тогаш таквите поише ствари. го макетарство ги разчунале? Да, да. И сега се рачуна како дел од макетарство, Да. со тоа што има многу луѓе што не се во макетарство, но бидејќи им се свијале гандамите, решиле да се пробаат во хобито, Како на пример ние двајца, као на пример вие двајца, да. Многу ми е мило што екшели почнавте вие двајца. точно пред година И нас не е мило што почнавме. Да, треба Фала е мило. на На новчаникот Франција. највише му е мило, сигурно. Нас Не брат, гледај, ако си склапаш као што склапам јас еден модел на 3 месеци, Така. супер е. Сега А ако склапаш као Марио што склапа 3 20 модели за 3 дена. месеци, 20 модели за 3 месеци, тогаш не е чиста убаво. работа. Вици, знаеш дека ти си виновникот за кој што не како вика, еден чичко доаѓаше ни даваше од тие гандами. Од тие пластични од крек ви даваше, ајде. Да склопувате Па ти си гандами. виновен за пола од тука што склапаат, ама околна квалитетно. Ја, Треба се општо гордееш со тоа. Се гордам од една страна заради тоа што постојат луѓе на кои што сум им помогнал на некој начин да си па, најдат тоа некаков најубаво. интерес у такво хоби. Заради тоа што мислам дека секој што е било како креативец и сака било каква рачна работа треба барем еднаш да се проба. И сега факт е дека на некои луѓе нема да им се свија, можеби, ама оној процес на гледаш од едно мало парче пластика како порасне у скоро екшн фигура заради тоа што се многу movable, повеќето од китовите се многу стабилни, може како играчки да се користат, мора еднаш да се проба. И еднаш кога ќе пробаш више ќе знаеш дали сакаш понатака пола плата да си ја даваш на тоа или нема, ама Да. Кажи ми, гандамите се рачунат како high grade, real grade, master yes. грейдови, понапред или назад? На кај тебе? Кажи ми што значат тие ХГ, РГМГ, ХГРГ, МГС, ПГ, да. Не, HDMI. БГ е Бугарија. HDMI, 4K. HDMI, Да, ајде, хајде. ЛГБТ, не, тоа друго нема веза. OLED, OLED. QLED, Да, QLED, Кулет, Ето. Switch, Polaray. Switch 2K. Switch Ја, 2K. така ми го пустите сега, да. Многу убаво. Тоа се grades у Гаmpla, најчесто се врзани со размери. Размер колку е голем еден пластичен модел кит во сооднос со неговиот counterpart во анимето. Пошто гандамите у анимето се огромни mobile suits, што се високи по 15, 17, 20, 24 метри, 30 метри, има mobile armor што се многу поголеми и сега грейдот е нели на колку е скелно. High grade и real grade се 1:144, што значи дека тој Gundam Model Kit е 144 пати помал од неговиот real life counterpart. Кај high grade и кај real grade и кај entry grade размерот е 1:144, master grade се малку поголеми 1:100, perfect grade се 1:60 и евентуално super deformed мислам дека до некаде е вредно да се спомнат, бидејќи се такви мали фанко чиби гандами што имаат различни пропорции, голема глава, мало тело. Тие немаат конкретен размер, така да у принцип некоја унифицирана У големина. некој превод може да се каже
high grade ти е мравка успоредба со Со Perfect Grade. Со Perfect Тоа, Grade. става И големо. мора да кажеме дека за прв пат, колку што знаеме, имаме еден Perfect Grade у Македонија, така? За прв пат. За прв пат. Колку што знаеме, можда некој има што не го знаеме. Ако а не го Perfect знаеме, Grade тој има. кој ќе го гледа ова, ако го види, Ако нека го дое гледа на ова, работилница, да, нека не се срами. Ја го Супер знам сме. тој што го знаеш ти дека Ја го- тој еден ќе донесе уште еден. Да, Да, на пат му е. Да донесе. Не, ќе да. донесе Unicorn рече. Да? Да. Ако. Нека донесат сите, нека донесат гандами, нека си тој дојдат што на го знае, работилница, ќе ги сите тројца, вдомиме. тој што го знаеме, сакаме сите тројца да му го зееме тоа. Ама многу е големо тоа, човече. Да. Мислам, да, со 60 огромни тоа. сега. Па сега Нема везе. и за гандам вач. Кажи ми за склопување еден гандам, што ти е потребно? Само Желба. освен гандамот. Да, ти треба Желба. гандам желба. И оддала ти е потребно ако сакаш да минмаксаш, наједноставно можеш да си земеш асални ниперс, плаерс или мали клештички за сечење ножички Или цвикцангли. или цвикцангли. И евентуално можеш да си земеш некоја турпија за ногти за такви стори. Абе, ќе станам Кај ја, си ти, ќе бе, седнеш кај си, ти. кој си ти? Ќе станам ја, Што ќе си ти? седнеш ти. Повели, дечко, повели. Дори овде. Само сакам да ги покажам благодарниците Може. од Трип за Орова Гандам Круиз за Павлода и да го бацам чичовици. Љуби брат, Абе, ќе станам ја, ќе седнеш ти. се смениме? Сакаш од скуда ми Ајде. седне? Може. Дојде. Ела мамо. Телевизија во живо, дами и господа. Како Со балерина тебе? си. Чекај, ајде да го докаже вици муабетот, само за што ти треба. Ти требаат мали клештички, евентуално екзакто најф или пресижен најф, што е многу мало скалперче, онако хируршко. За операција прави. Да, за операција прање, за оперирање роботи. И тоа е тоа, у принцип, Viral Set. Екстра ствари се гандам маркери, доколку сакаш да боиш акрилни бои, може би airbrush, ама затоа потоа. Ама тоа е веќе веќе се доаѓа онака, до ако си... нели, слободен избор. Добро е што сите сме у црно, ти си... Вака, јас Предавник. целта беше Шо е да ова? to support your community. Јас А, носам Warhammer бе. Warhammer мајчка, а брат Мирики носи Гандам мајчка. Yes. Така да тоа ни беше договорот од носиш старта да си покажеме дека Ова се е initial D. Јас сапортам дрифтање, бре. Да, јас не го правите фестивала на- само го супортам. ти сапорташ фестивал. Ета така. Вака со тебе спремивме едно нешто. Сакаш ли да го... Спремивме, јас сакам да се надоврзам преска на Вици Ајде. кога го слушам дека зборуваше за Ја екзактно да го најфот. најдам. Камерата не зумира, знам дека не може да го направиме тоа. Еве тебе ќе ти покажам, пошто Сабајле сменив ново ножен екзакто најфот, може можеш прстот како ми Си го изгледа. отвори? Но, па 2-3 пати сигурно. Ова све што Ова е- изчупано тоа. Ова е птно отварање. Да. Мислам А дека ако го бубнам ќе ти бубнеш, помине? Ќе ќе ова е го на джинкс. Оги, ама јас ќе се нема Да. ништо. Сакаш од моето? Кажи, Сакаш од моето? Сакаш Минчо? Ајде. спремни ли сме? Значи, ние спремивме нешто што се вика македонско народно гандамска песна, Така е. која што се вика Бисер гандамски. И поетско читање. Не е читање, туку е поетско, Не е ни читање, Не е ни читање, изведба е. бе. Изведба. Да. Немаме ритам, може би у постпродукција ќе ставам некој ритам. Не, можеме вака само јас со раце ќе ти дам знак да не Да. се изгубиме. Значи, ова е Бисер балкански, Орела гандам. Орела Гандам Кру вржен. Гандамска верзија. Значи на 3 и почнуваме. Може, може. 3 и Гандам ми се прави прости ми, тешки се котенко и борбени, плаче пилот од кокпитот, што лета многу години. Тран, тарара, 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 тадам. Ей, Гандамджи, вие сте бисер галактички. Парара, сплоти арикс закувци. Тарара, со бистри пушки се и бери. Там, тарара, тарара, Па каже. тарара, дан. Само една има федерација, има една галаксија, делете ја, парчете ја, там, па ќе биде наша најсилна. Трам, тарарам, пара, тарадан. Ей, Гандамджи, вие
сте бисер галактички, парара парарам, сплоти Арикс закувци. Со бистри пушки сейбери. Тим тарара тарадара танарда тара тара тарарадам. Гандамчи алат земете, големи модели направите, па го да спомнете ја. Тарара тарара, жива била заедницата. Там тарара тарара, тарара тарара, там па каже: Хей, Гандамджи, вие сте бисер галактички, парара парара, сплоти Арикс закувци, тарара, со бистри пуши, води пушки се бери. И отиде на... Келнер носи сметка, Келнер. Пишано во историјата. Уха ме топло. Ланскиот стрип трип ти ни го направи легендарното интро кое е дебе. Ликикови! Ама овој стрип трип го испеавме Изведбата наша. бисерот галактички. Јас сакам да му се заблагодарам на Марио Нинджа Манки за препевот, затоа што ова е негово дело и кога на првиот ден на стрип трип, значи пред 2 дена ми го покажа, бев као, оке, ова на подкаст мора да го испееме. Врв е, значи мора да се испее на значи подкаст. Имавте генерална проба претходно? Да, тонска правиме првиот ден на стрип трип. Ова знаеш дека се сечи на ривови, на милови, на... Ова 10 рила сакам од ова. После секоја строфа и рефрен посебен рил. Да. Па може и студиска верзија ако нешто. Еј, дај ти се едно пивце, да. На гатка. Дали сакаш ти нешто да кажеш за Орева Гандам Кру? Ај на гатка само. Че ги не си направивме живели записано. Ај живели. Ај уште една гатка се со живели. Пошто сега Смут е спонзор, смееме да оставиме вака. Скопско Смут спонзори на Стрип Трип. Јас сакам да му се заблагодарам на брат ми Вици, што мислам дека за 1,5 секунда се договоривме дека сакаме заедно да правиме клуб, да правиме работилница, да правиме Gundam related настани, робот model kits настани, затоа што генерално дел од комјунитито склопува и китови од други анимија, од други франшизи, па и од други производители, значи не склопуваме само банда и китови. Но секако да, бидејќи се вика Миоре Ван Гандам Кру, нели, фокусот е на гандамите. Така да, Чичо, фала ти, да си газиме до крај. Фала на Дебели Гикови што... Зашто до крај? Ова ќе има крај? Ова нема да има крај. Па до крај, таму некаде. До некаде. До крај и назад. Не, до крај, додека стварно не направат вистински што може да ги летаме гандаме. Да се надевам. Па брат, уште малце. Мислам дека уште малце им фали. Или у Јапан више има, само уште некој треба да ги... Скоро. Не, да има ги што се лета. движат, ама мора да се врзани на напајање. Мислам дека напајањето е проблем. Али у фаза се, мислам дека... Така. Да. Би кажале нешто... Сакав тебе да се заблагодарам Ајде. и на Дебели Гикови, не само како сапортери на Орева Гандам Кру, туку и како членови на Орева Гандам Кру, што од Day One, значи од прва работилница. Оки покасно ни се приклучи за склапање, Марио склапа од прва. Исто беше Волку Топло, се сеќавам, 22 јуни. 22 јуни лани прва работилница во Бруталиск, 2 клими на 16 степени. Брутално чапе. топло, Ова беше Брутално. бруталис. И седнавме на пица после тоа, кога се сеќаш. У Коста-Рика? У Коста-Рика на пица да се почастиме за прва работилница и дечки, еве кај сме, година дена помина. Да. Имам изложба на 40 на модели. Јубилеј на овакво, јубилејна работилница, стрип трип изложба. Огин. Да. Сакам да ме прашам двајцата. Нешто спойлери што ќе се дешава овиднина, има планови или нема ли? Свега се дешава. Што ќе се дешава? Спойлерче. Може да кажам дека нема да издаваме нели се, малце само тнки спойлери. Ќе имаме колаборација и соработка со две други здруженија, односно групации, односно комјунитија, кој знае кои се таму моментално од моја десна страна, тие две комјунитија, тие ќе бидат дел од соработката, нема да ги изговорам, ама тука се. До нас тука се. Нешто беа или... И таму седат моментално, има нешто
нешто фигурчиња, нешто врткаат, нешто коцки, нешто метра мерат. Зија нешто. Не знам, некои шуми нешто таму отвараат, Да, тајлови, болтери имаат, болтери, што се да болтери. А овие другиве, не знам, Костури, па Костуров взимаш, крадеш ајтем, па Костурото живува. Не знам кои се тие. Нешто не знам. змејови, нешто. Па змејови нешто. Здравје во иднина треба да излезе една многу интересна се игра, спомнам. да, Gundam Assemble, за која што ќе имаме посебен настан со комјунитија што ги кажав, нели што ги набројав, не ги набројав, ги подспомнав, ги хинтнав ги опеав, да. У народните Во митови. во народните митови и легенди со вици ги опеавме. И тој настан нема да биде само значи класична работилница која што имаме, туку ќе биде нели комбинација со другите две хобија и плюс се надам дека може ќе имаме нешто друго екстра контент, не кажувам ништо за тоа, значи само ова ќе спомнеме. Така да освен класичните работилници, од време на време ќе гледаме со вици да имаме контент што ќе биде дали нестандардна вонредна работилница како што имавме на еден Геймфест. Извонредна се. Извонредна, извонредна. Тоа беше на еден Геймфест на покана на Небојша Милосављевиќ од едно од комјунитијата таму со болтерите. Така да имавме презентација таму, тоа не беше вонредна каде што со вици бевме. И дел од екипата нели Марио беше исто ти таму. Така да ќе имаме различни настани, ќе имаме на 3 месеци стандардните работилници плюс интересни настани, изложби годишни, апсолутно. Овој пат се погоди да е на стрип трип. До година ќе видиме можеби Прекрасно. можеби пак јас сум презадоволен, многу луѓе помина, многу интерес има за сите три комјунитија. Дојдоа и кај нас на нашите маси, јас и Вици ќе се префрлиме таму после разговорот, ќе продолжиме со склопување на гандами. Може посетителите да прашаат што сакаат. Чичо, ако сакаш да додадеш уште нешто? Едно вакво. Wakanda Forever? Скоро. Wagandam forever. Wagandam forever. Wagandam forever. Што сакам да додам, уште некои стари што ги спремаме е мрч, оре Wagandam мрч. Amen, brother. Yes. Finally, пошто требаше Видимо што носи, значи он мора да... Па да, ќе го ребрендираме. Ќе ребрендинг ќе направиме еден ќе вака. Него и многу други. Евентуално планираме да... Па мајци, луѓе немаат што да носат, бре. Чичо, Дечко голе. види, Не лажат од прва работилница дека мајци ќе има. лажеш ти на прва, не беше од втор. Не лажам, бев на прва, не склапав. Така е. Тоа е тоа. Заборавив уште една работа, вчера ми текнава многу беше доста. Стикери. Стикери, да. За денеска требаше стикери да извадиме зелен кјубови, ама и за следна работилница за други настани. Дебели ги стикери. За следен пат, ова се... Да си знаете, да. Буквално ти ги имаш и печатено и сечено. Ова се твое дел. Дури и со рака ја ги насече. Тоа де, ама дури ти го имаш и правено векторското. Да, ја го векторизирам луцето. за ова прекрасно дело. Јас сакам само Gundam Assembly, дај Боже на ден еден да... Јаум. Гаси камера. Гаси камера. Ке се вратиме после. Панерот. Так, Гаси камера, отира дечки. отидоа. Да, ден еден да дојде Gundam Assembly, дечко се надеваме. Ќе правиме една мала пауза. Завршивте со муабет? Па завршиме, пеевме више, испеавме. Мала пауза, па се враќаме со програмата. Ајде ти клапај тоа клапата за пауза. Ја се со дипломите, дај дипломчињата, ја вака ќе ги начевам се вака. Клапа, Ја вака клапа. Вакана. Мала пауза. Се враќаме со Брајнхарти. Дешки. Да. Германија и Хрватска. Чао. Чао. Штракао. Значи денес We're gonna start a little bit in Macedonian just for introduction. Okay, good. Дечки, моментално ќе снимаме со Reinhard Weiss, кој што е артист и уметник од Германија. Интервјуто ќе биде на англиски, бидејќи сепак нормално, така да може уште веднаш да почнеме. Mr. Quest, is it your first time in Skopje? How do you join the city? Have you visited a little bit more of the city or just a strip trip? No, it's actually my first time in the city, and I came on Wednesday night. So I had Thursday,
almost free, and I had to adjust to the weather a little bit because it's really, really hot. Yeah, it's I came from London before, and it was like 15 degrees difference, so it was a little bit hard. So, but now I saw a little bit more of the city, the old part, and some of the city center. Yeah. And I'm a really big fan of brutalist architecture, so I had the chance to see a little bit of some buildings like the post office. That's my favorite. Have you got some inspiration maybe for creating something for Skopje? I know that you draw the David Bowie Skopje Square thing. Yeah, that was really amazing art. Yeah, there was a combination of an image that I did for the gallery of the Starman book, and yeah, the central square of Skopje. So it's like David Bowie watching over Skopje at night. Yeah. So in your graphic novels, you explore the lives of complex people like Nick Cave, Johnny Cash, David Bowie. So my question is, what's the thing that inspires you to create all those stories? Are the stories you create the people's stories, or? Yeah, in the last, I would say 20 years, I focused on biographies in comic book form. And so there are actually two genres that I'm following. It's the music, and then it's also books about political content that I'm interested in, or where I have like the mission to send it out to the people. So with the musicians, I'm always interested in transforming their music into images. In the book about Johnny Cash, I did illustrate some of the songs, lyrics in like short stories. In the book about Nick Cave, I did the same, but in that case, some of these, or most of these illustrated lyrics, they transport parts of the biography of Nick Cave. And in the book about David Bowie, he already made a story. In the album Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, he tells a story. So I illustrated that story in the book because it transports a lot about where he was at that time as a rock star. The most known comic, especially in Macedonia, is David Bowie's story, Starman. So how long did it take for you to create the story, the process of getting things like they used to be? Like, I know the story about the bike thing. How long did it take you to create from scratch to finish? I cannot really say because there are two parts. The first one is Starman, the second Let's part say is the Low. first one. Yeah. So the research that I did was for both parts. And then my publishing house had the idea to make two parts because originally I intended to have a one shot. Yeah. And the research took quite a long time because there's so many things that have been written about David Bowie that have been documented, and I was reading a lot of biographies and saw a lot of movies, documentaries, read interviews, and so that took, I would say, 1 year in total to write the script for both books. And then I would say the drawing process took 1 year. Yeah. For Starman, and for Low the same. Yeah. So in total, I spent 3 or 4 years with Mr. Bowie. I'm going to take you back a little bit to the past from your starts. When did you start creating comics, graphic novels, and what was the reason for choosing this art style? Well, actually, I started working comics while I was studying, and that was in the middle of the 90s. While I was still studying, I already published my first book, and then it was quite obvious that I would stay in that genre. But my first books were a little bit more fantastic.
There was, for example, there was a book about Lovecraft. Then there was a book about vampires in Berlin. And yeah, at that time, the German comic book scene was not very well developed, and especially for books that were having mature content. And so most of the books, they didn't really sell. And then I was thinking, okay, oh my God, what can I do now? So I was at a point in my life where I had to make a decision, continuing working as a comic book artist or doing something completely different to make a living. And then I said, okay, the last straw is I do a graphic novel, because the movement just arrived in Germany and there were some books that quite made a success, like Persepolis, for example. So I decided, okay, I do a graphic novel about Johnny Cash. Because he was very, very popular at that time, and I had a connection through friends to country and Cash especially. Pardon me. So I did the book, and it became a huge success, and it was my breakthrough and opened a lot of doors for me, and so that's where I stayed. And also I had so much fun to work with a biography of somebody, and also to work with music. That I said, okay, this is my thing. This is what I want, and my publishing house also said, okay, what's going to be next? So the next one was a book about Fidel Castro, which was, well, not a musician. It also sold very, very well because a lot of people are interested in Fidel Castro and Cuba. And then I did The Boxer, and then also a book about a Somalian sportswoman called The Olympic Dream. And then I came back to music with Nick Cave. So when you create the stories about famous people, do you have like connections maybe to them, like, because it's a true story that they've been through, so what's your process when finding out, creating the stories, like how to say it, do you think that the story is a little bit harsh for you, maybe they touch you in a way that, ooh, this is really hard, like this person's been through a lot, and is it like harder to create stories that have already been told, or is like creating something new? I mean, something new with characters that that you create, not real persons. Yeah. I did that. I did create stories with my own characters, but pardon me. But I found out that well, personally, for me, it worked better to have something like a biography of facts as a skeleton for my story. I mean, when I do a book about Nick Cave, for example, I invent my own Nick Cave. So I try to figure out how he would talk, what he would say, how he would move, and I take kind of a lot of liberty in creating the stories. Everything is based on facts. Well, that's for sure. If you do a book about, especially about a politician, you have to you have to be true to the facts. And also with David Bowie, there's so many people that are experts about David Bowie, so you really have to rely on the facts. But in between, you can generate scenes and imagery and sometimes just escape into a kind of a fantasy world, which is very, very obvious that you can do that with David Bowie. And also Nick Cave gave me the advice while I was working on the book. He said, well, Reinhard, you're doing a comic book. You can do everything. You can shoot me to space. And that's really cool when you work with somebody's biography, that you can deal with the facts, but you can also have a lot of freedom and just escape into their world, because Nick Cave especially creates his own worlds, and I also want to portray these worlds in the book, and so the tension between reality and fantasy in these books is what fascinates me.
is there something new that's happening for a new character? Can you share with us some Well, spoilers? yes. After this long relationship that I had with David Bowie, I figured out, okay, the next one must be something completely different. I don't want to do another biography about a musician so soon. People keep asking me, do you want to do Tom Waits? Do you want to do Queen? Do you want to do Freddie Mercury? Blah, blah. And I was like, okay, yeah, I would love to, but at the moment, I really have to take some holiday and do something completely different. Some break. Some break, yeah. So what I'm doing right now is I'm doing a Lucky Luke. He's called amazing. different here. What's he called here? Sorry? Lucky Luke? What's he called here? Talichan Tom? Talici Tom. Yeah, that's the one. I think that's Serbian, maybe, or it's No, Macedonian. I think But yeah, it's known as Talici Tom. Yeah. It's really famous. Yeah, so a friend of mine, who's also a very famous comic book creator in Germany, Flix, he wrote the story, and he was looking for somebody to draw it because he didn't want to draw it. And so he asked me, and then the first thing that I said was, no, I'm not doing it. I have to draw horses. Horses are so complicated. No, I cannot do this. And then I had a workshop with Aaron Blass, who's one of the main Disney animators, and he taught me to draw a horse. So now I'm doing it. I'm drawing. Why is it hard to draw a horse? Horses are very complicated, especially in the movement, with all the legs and how the because legs the legs move. are like this, they're not like... Yeah, especially the back leg, the behind legs, they're quite complicated. So he gave me some simple advice, and well, I learned from the best. Yeah, that's best from the best. And one last question, because you have a really unique style of drawing. How do you see the industry with AI popping up everywhere? Do you consider it good, or it's like evil or bad? At the moment, I would consider it more evil. It's really what makes me really mad about it is that AI is not intelligent at all. It takes images when we talk about creating images. It takes images from me, from my colleagues, without paying, and then it says it's creating something new, which it doesn't. It's absolutely not creating something new. It just puts the things together. And sometimes, really, there were cases where it just imitated artwork from other people. And those people are not getting paid. The AI companies are getting paid, and they're constantly trying to avoid cases where, for example, the European Union wanted to set up cases that artists get paid. And these companies like ChatGPT, they're constantly attacking that. And that makes me really mad, because all the money goes to fucking Zuckerberg and Sam Altman. They're really rich, and the money doesn't go to the artists. And instead of that, AI is taking away the jobs from the artists. People say, well, it's not really art, it's the jobs that AI is doing, it's just the not so arty stuff. And we say, yeah, come on, but that's the work that we artists live from. Most of the times we're not living from the cool artwork that we're doing for books or whatever. We do live from stupid artwork that we have to do for advertisement or blah, blah, blah. And AI is taking away those jobs. And that's what makes me really, really mad, because the money goes to big companies and not to the artists. Absolutely. Yeah, I get really excited about that theme. Mr. Weiss, thank you for the podcast interview. It was such an honor. Do you have anything to say? Or? thank you for being our guest No, thank you. for this 10-15 minutes. And hope to see you on Strip Trip again maybe next year. So Yeah, with probably. something new, maybe Yeah. with something started. Yeah, maybe with the Lucky Look. Thank you very much. Maybe. Дечки, продолжуваме со Марко Дјешка. И се враќаме, моментално сме со Марко Дјешка од Хрватска.
Точно. Ќе збориме малку македонски, малку Малку ќе кршиме Хрватски, јазик македонски, али хрватски. мултилингва. Ќе пробаме да се разбереме. Ја ќе зборам поише тоа што знам. Како сакаш? Марко, ја може да ни кажеш нешто мало веќе од тебе за твои анимација, кад си почел, зашто си избрал баш да се радиш анимација? Ток стила. Па, бити, цртам од малена и puno ljudi je počelo crtati, znači svi su crtali kad su bili klinci, ja sam samo nastavio. I da krenem iz početka, da ponovo krenem. Možemo, produži, ne. Продужи I u biti ko klinac sam gledao animirane filmove, serije, crtane, Transformers, Ninja Connection, He-Man, to sve što je bilo na televizijama i to sam cijelo kopirao na stranice i to je spontano nastao strip. Zapravo nisam čitao strip previše, nego sam spontano, radio te neke kockice i kopirao kadrove. I tako sam se zapravo zainteresirao. To je spontano nastalo kao neko moje životno opredjeljenje. I onda je došla primijenjena škola, gdje sam išao na slikarstvo i tu je došao i strip. Imali su tu radionicu stripa, zvala se 6. dimenzija za vrijeme srednje. I nakon toga sam upisao akademiju u Zagrebu za animirani film, jer zapravo animirani film bilo nešto najbliže stripu, nije postojao smjer za strip. A i istovremeno me i zanimao taj aspekt animacije u kojem zapravo oživljavaš svoje likove. To mi je bilo kao neka magija. Gdje ja sad znam da ja mogu nekog stvarno oživiti, u biti moj lik dobije prostor, dobije zvuk, vrijeme. To je bilo za mene kao neka magija. Iako to malo poslije mi je splasnula ta ideja magije jer sam skužio koliko je animacija komplicirana. A koja godina upisuješ fakultet u Zagrebu? Koje godine? Da. To je bilo 2005. Aha, a dobro, pa mislim da je bio nešto 90, pa koji crtane je imao to. Šta ti je bilo među prvi što si radio, animacija? Pa osim ovih brojnih vježbi na fakultetu, prvi film animirani koji je baš išao na festival studentski bio Kolinje. Jučer se prikazivao ovdje i može se vidjeti na internetu. Da, ja sam istražio. Da. Recimo je tvoj film Ghost Town koji opisuje vreme u Osije kad je imao i vojne i sve. Koja je inspiracija za da uradiš to? Jel si ti živio tamo, jel si video situacije ili... Kako je došlo do to da uradiš taj film? Bio sam u Osijeku za većinu period rata, osim taj neki 2-3 mjeseca. Zapravo je bizarno to što taj film je istinita priča i zato sam dobio ideju da ga napravim jer se radi o tome da je na zoološki vrt pala bomba i životinje su pobjegle van zoološkog vrta. Ozbiljno, ja nisam znao to i bilo mi je kad jučer sam gledao film i bilo mi je čudno kao odakle sad lavovi životinje u gradu. Da. A nisam znao ta Zapravo to je bizarno što stvarno priča. se desilo i istovremeno su svi, žene i djeca su svi otišli van grada, ostali su samo muški koji nisu smjeli u vojsku koji su čuvali firme. I onda su oni ostali za trenutak ako grad potpuno krene opsada, onda će oni se ići boriti, a do tad čuvaju svoje firme. I moj otac je bio jedan od tih koji je morao ići tamo na firmu i morao paziti da tamo sve stoji. On je bio tamo, cijelo vrijeme išao tamo svaki dan Tako da zapravo to je full istinito, ali to je bilo neko u mojoj fazi kad sam pokušao eksperimentirati s tim da vidim šta zapravo prolazi na te festivale animiranog filma. I ova prethodna 2 studentska filma su zapravo dosta stripovski i gag filmovi, duhoviti. To ne ide toliko daleko u festivalsku publiku koliko je išao recimo Ghost Town, grad duhova, jer je on tako malo nejasan, ljudima nekima čudan i apstraktan, a zapravo je istinita priča. Malo ta bizarnost je zapravo ljudima kao neka poetika. Zapravo nema poetike, nego je baš tako bilo. Tako da mi je taj film zapravo bio neki moj eksperiment da vidim da li mogu napraviti film koji će biti drugačiji od ovih prethodnih. Koji će se bazirati samo na atmosferi. Šta je bolje za tebe da radiš filmove според вистините прича или нешто што желиш ти да креираш, kao priča što ti hoćeš da raskažeš? U animiranom filmu? Da. Pa u animiranom filmu mi je bitno da, a sad ovisi za koji film,
mislim da je najbitnije nešto što mene ono osobno zanima, muči, nešto što propitkujem. Ako je to dobro, je li to bilo pitanje? Da. Da, to je nešto što me najviše inspirira za filmove. Recimo имаш стрип што се зове Последни или задни фан, где се појавува она култни ликове из Хрватske. Како гледаш на то у период кога се ga пишува радио и сада на култни ликове, пошто данас сви су на неки начин популарни од Инстаграма едно друго инфлуенсера. Како спореđuješ тада и сада? Aha, pa dobro, mislim, to su bile 90-te i tad se sve baziralo na televiziji. Bilo drugačije nego danas. Mislim da danas, a ne znam sad, mislim to treba sad možda pije nekog od ovih mlađih, jer danas je puno lakše, ja mislim, biti doći do popularnosti. Mislim, danas mislim da su kriteriji ljudima zapravo isto spustili. Danas sa bilo čim možeš doći do ono, ćeš raditi neki make-up, hoćeš raditi na TikToku ono vide lip-synga pjesama, ono postaćeš viralan, a tad si morao, ja mislim, baš prolit znoj. I ti ljudi koji su tad bili influenceri, ako mislim da nije bilo ni te riječi influenceri, su morali biti, imati neki skill, morali su biti komičari koji će stvarno ono, ljude držati u smijehu, ono, morali su doći do popularnosti stvarno mučnim radom kroz godine i godine. Mislim da danas je to puno lakše. A možda je to i bolje za ljude koji se bave s tim danas, tako da ono, mislim, to što je sad lakše ne znači da je nužno i loše, ne znam. Твој многу популарни анимиран филм All the Sensations in My Belly, кој е прича за млада трансродова девојка, која се доби 25 интернационални награди и свето. Реци ми, дали е то според вистината прича или е нешто што си ти креирao одново? To je dokumentarni film, znači Dokumentarni film, sa stvarnom protagonisticom. Matija je baš imao sam intervju s njom, nekoliko intervjua i onda nakon tih intervjua je nastao film, znači onda smo rezali te stvari koje sam mislio da su najbolje da se prikažu u filmu i nastao je film, znači to je stvarna priča, sa stvarnom osobom. Šta su ili šta bi ti rekao na neko mladi ljudi koji žele da se bave sa stripom, sa animirane filme, kad ti neko dođe i ti reče čao, ja može da mi receš neke inspiracije da daš. Šta bi rekao na nekom? Kao savjete? Kako kao savjete, da. Aha. Pa ja, to sam baš jučer rekao, puno mladih ljudi krene raditi svoje velike strip projekte tipa albume. To sam ja isto radio i to sam naučio na svojim greškama. Znači, ljudi rade prvi album odmah, prvo što radi album i tu zapnu, jer to traje jako dugo. U međuvremenu ili izgube inspiraciju ili dođu pred kraj i onda odluče da treba mijenjati stvari, su u međuvremenu naučili bolje crtati ili nešto. Ja bi ljudima uvijek savjetovao da prvo što rade, prije što krenu neke svoje velike ambiciozne projekte, pogotovo ako su mladi, da rade kratke stripove, što kraće, da ih objavljuju na društvenim mrežama, na Instagramu, da nek otvaraju portfolije na DeviantArtu, nek objavljuju časopisima i da nek dolaze na ovakve festivale u sklopu tih časopisa i fanzina, nek se guraju, nek imaju na taj način da dođu do publike i da onda tek krenu raditi svoj dugački album ili strip album kad dođu do nekog iskustva. Jer u protivno ljudi budu razočarani, jer naprave album koji na kraju neće biti dovoljno dobar, ne nađu izdavača ili nešto, zato što su jednostavno radili su ga u vremenu kad nisu trebali su vjerojatno više energije i truda uložiti u kratke forme, kratke stripove koji će doći do ljudi na konkretan način. To bi bio stvarno, i što više zapravo razgovarati i pitati ljudi za mišljenje. Prijatelji, pitajte, pročitajte, svaki strip mora biti jasan, pitajte kolege i kolegice da li vam je ovo jasno, ako nije, ta skica jasna, da popravi, znači treba biti otvoren za feedbacke. Tako. Neko prašanje da li imaš? Тоа е тоа, ја оставам на тебе дека ја не слушам од тука ништо од галамата, така да Марко, фала ти многу што ни беше гостен
Ќе пробаме да уловиме уште некој време имаме, ќе видиме. Ако успееме, ако има Да. некој после ова. Да. Марко, фала ти уште еднаш. Био Фала е вама. част. Мене исто. Тоа е тоа. И се враќаме назад во студио. Не сме во студио. Нама сме у импровизирано студио, што на гости ни е клуб. главниот и одговорен човек за овој стрип да изгледа како што изгледа вака. Стрип трип, не стрип. Стрип трип, Па и стрип. тој стрип. Давор Драмикјани. Нашиот прв гост. Фала наш- за убавиот вовед. Не би рекол главниот, но еден од организаторите на цела оваа манифестација. Слушам Може да- дека многу јаки гости ви поминале денеска. На здравје за ова манифестација, дали Заедно може? зубаво. Ајде. Така малку и спонзор да покриеме. Реално Овој пат немаме потреба да ги покриваме елементите на емисија. Точно. Така е. Давор, Како ви се свиѓа малку вака промената кажи на ни ти амбиентот 3 за дена ова? како тебе ти се свиѓа 3 Луѓе, дена. Ја мислам дека отидовме секоја година помалку и ако го задржиме тој ритм, дај Боже за Па 2-3 не е години. малку. Па да, додаваме секоја година додаваме нешто ново. Годинава додадовме и ден повеќе да имаме, додадовме да имаме и концерт и цртан филм, додадовме да имаме нова просторија каде што имаме феноменална позадина за студијаво, а од спротива да имаме и некои игри, млади дечки, стари автори, спојка, дружење, минглање меѓусебно. Тоа е веќе и оној природен дел кој што го оставаме самиот дел од фестивалот. Тој за мене тој е најакиот дел од фестивалот. Наше е да ја поставиме работата, изложбите, глумецот, да не го заборам тоа. Вау, не знам колку луѓе ово како се сликаат и реагираат, ама ја мислам дека тоа ни е една од поубавите моменти кои што успеавме да ги додадеме годинава. Па јако те боли, така? Тоа е инспирирано од концертите од период на Зиги Стардаст, Спайдерс Марс и сите тие работи, нели, по 2-3 пајаци со црвени очи му се појавува. Така што здраве кој што ни е креативниот директор, а и милион други улоги во меѓувреме, ја одбра таа приказна. Едниот ден го имавме глумецот Буки како со најпознатото громче на Зиги, а додека вториот ден се решивме да смениме и одиме со Црната звезда, која што исто има користено во неговите концерти. Браво. Така што целиот фестивал го има, ако лани бевме самураите во твојот град и Диландок, сега сме музика и стрип. Така што ете, сега се навратам на музиката, делот, концертот, луѓе. Имавме перформанс каде што се собра феноменален колектив на музичари од Джорлев, кој што направи микс од Луфтханза, Гола планина екипа. Луѓе што им се свиѓаше, како се вика, Ник Кейв, Джони Кеш и Дейвид Боуи, така што направивме трибют бенд на таа екипа. Се надополнија феноменално 9 песни со 9 цртежи во исто време кои што ги креираше Райнхард Клайст. И благодарение до него кој што 9 цртежи ги донираше за фестивалот, имавме аукција, се надававме, многу беше забавно и на крај над 20.000 денари се собрани за сапорт кочани од тој дел. Пардон, пиво. А овие 2 дена додека трае берзата, имавме и многу убава дополнување на хуманитарната акција, каде што ЕКО се поклони многу стрипови, Макс стрипови и МКЦ извадија детски стрип, кој што исто оде и со мала донација, наместо да се делат бесплатно. И многу сум позитивно изненаден дека луѓето реагираа на тоа и донираат, така што се надевам дека ќе доголемиме таа и прв пат имаме можност да помогнеме и хуманитарен со хуманитарен акцент да биде и целиот фестивал. Браво. Ја морам да признам дека овој стрип-трип ми е омилен, специфично првиот ден, кој што не почнава со бајле, веќе беше петок, најубаво беше. После работа, иако сепак не беше работен ден, нема везе, ама да беше нормален работен ден. Луѓе после работа ќе се дојдеа на дружба, на пиво, на стрипови. Да. Бендот и Райнхард цртањето беше out of this world, што би се рекол на англиски. Значи, настрана хуманитарниот дел со Тоа е бонус, лицитацијата, тоа е тоа е бонус. прекрасен бонус. Но триото, како добро исвири, значи тоа беше
доживе. Феноменално! Ќе го дзирнете најавата на Инстаграм, ако не се лажам, Мартин Џорлев, Пејчиновиќ и третото презиме не можам, ама ќе го додадете. Да. Негде Како што тука. правите накнадно. Или се тука. така. Печинковски. Така, Да, не сум ама сигурен, тешки беа зашто презимите, многу автори имаме и Така. многу работи, но момците искина влегоа. Моментот кога ја видов публиката да го фаќа ритамот, а во исто време да се убрзува и тоест не да се убрзува, Клајс да го следи ритамот на музиката, дали го осети. И кога видов дека луѓе стана да играат, миша на комплекс Феноменално. луѓе се тргна фестивалот со на најубав начин. И делата кои што ги направи Клајс беа феноменални. Многу ми е криво што не успеав ни едно да земам, ама Мислам дека надаваше за едно. надавав за едно, приметив, да. Ама сепак те си нададоа. отидов Ја прави не знам начин. зошто дали сум толку страшен, па никој не кеше мене да ми наддава. Или ми попуштија. Или еј, Даворе, остај тоа за Даворе. Не го Остај за чепка. Даваре, фала ви. Мора да признам Так. дека и вториот ден и еве сега кога уште е у тек третиот ден е феноменално. Ова не беше претопло и ова година е многу топло, ама пак има малце повише воздух. Се снајдовме повеќе внатре сме префрлени. Вториот ден го посветивме на гостите кои што ни беа и панелите околу нив, почнувајќи од Ганисум, дури од Призрен, преку Марко Стојановиќ од Лесковац, Марко Диешко кој што пред малку ви бил на гости од Хрватска и Рајнхард Клајс како финале на блокот на странски гости, но секако ја како еден од главните поборници за македонскиот стрип морам да се пофрлам на редната трибина која што продолжи после нив, каде што ги имавме Тхемичо, Здравко Гиров и Дамјан Михаилов и покрија многу добра тема на стрип, игри и цртани. И тоа беа тројца автори кои што имаат работено баш и на сите тие три теми и многу природно може да си го направат целиот тој разговор. Таман таа тема не навлече да дојде финалето после нив на вечерта со Џон Вардар. Требаше биде и Гоце Тлански, но се ожени меѓу време, беше на меден месец и најоправдано е одсутен. Уживај брат. Сакав да дознам, пошто лани ги имавме како предпремиерно гости и добивме 7 до 9 минути цртан предвреме. Како им беше годината меѓу двата стрип фестивала, како им поминала промоцијата, каде се биле на свет и сите тие ствари. Така што многу е убаво врзувањето, мостовите меѓу фестивалите. Истото го имаме, например, со Аврам, морам да го напоминам и ова сега, скокомот има многу работи се. Ако слободно. Каде што добитникот на ланската награда Македонско стрип иднина, го ја доби можноста да го прави годинешниот постер. Точно. Еве, А од друга страна ја ќе се надоврзам каде што 2 години поред волонтерите кои што пола од нив се и од школата на Макс Стрипови во МКЦ добиваат можност нивните мајци волонтерски сами да си ги цртаат. Озбилно. Ова е на Дамјан на втора година средно, мислам дека е 2 години е со нас, таа иста група. Пола од нив се и волонтери ни Знаеш, зирнете го изданието кое го извадовме. Волонтер да си ја нацрта неговата мајца. Моравме еден за да направиме принт на повеќето, а тоа е добра идеја, но тоа си го импровизираат со цртање на грб и подписи. Тие се ситни моменти што фестивалот не ги контролира, ама тоа го гради фестивалот. Меѓу самите луѓето кои што се конекции. таму и убавите моменти кои што ќе ги памтат, пошто супер што ќе добијат маичка, ама кога ти се подпише некој на маичката, знаеш дека ќе ти остане, нема никош да ја переш нормално, ама Го имаат тоа млади и на Джифони, често сме со Здравко дело тоа ги гледам тие цртања на маици, ги гледам и на фестивалов кај нас. Не само тоа, одат и кај големиве звезди, баш им е сладок момент. На тема на детската стрип школа ни беа средношколци годинава таргетот и втора година поред над 70 страни издание добиваме од детски стрипови. Многу сум среќен што и МКЦ не излезе во пресред, направивме 100 тираж, скоро најголемиот дел отиде и тоа се даваше со донациите и се комплетира таа слика. Третиот ден е фокусот на македонските изданија кои што излегуваа од Strip Trip 24 до Strip Trip 25.
вклучувајќи ги изданијата кои што се и специјално за овој фестивал креирани. Меѓу другото си го пофаламе моето Давор и другарите колекција кратки стрипови каде што се собрани 10 приказни креирани од 98-9 до 2010 период кога што со целава екипа мање више тука се и повеќето праќавме по фестивали низ Балканов. А сега 25 години покасно ние сме во улога на организатори и им ја даваме истата можност преку конкурсот за младите да се изразат кај нас. Луѓе преку 580 и нешто табли стигна. Имавме простор 150-200 да прикажеме. Па мислам дека секој е прикажан, не можевме сите стрипови, па некои се подскратени, некои не се. Ама мислам дека луѓето уживаа горе во фоето при разгледување на тоа, да ги поздравиме победниците. Од утре малку повеќе внимание ќе им направиме со постови, зашто овие 3 дена сум офлайн, многу јасно, не се стига се и побитно е да се направи овде, а информациите ќе ги пратиме понатаму. Мора да се каже дека толку стрипови, толку табли е бројка за курчење бога. Да, имам желба, ако дојде секако што треба, врзувањето на фестивалите. Наредна година сакам овие стрипови да добијат свое издание. Браво. Не верам дека ќе биде 600 страни, ама да стигнеме до 100-200 да ги објавиме. Тоа е тоа спојката, истото како што гледам да има спојка на старите и новите автори. Затоа ги имаме и двете награди кои што гласат македонско стрип наследство и македонска стрип иднина. Так. Пренесувањето на знаењето, тие ми се акцентите на кои што најмногу сакам да ставиме внимание, фокус, младите да примат таа професионална навика која што имаат по старите и малку со повеќе труд да влезат на кај професионалци. А таленти луѓе имаме, фестивалов тоа го покажува. И тоа на дупло ниво го покажа, мора да признам. Јас сум најпријатно изненаден од конкурсот, а предпоставувам и луѓето кои што го разгледа. Ти кога ни ја кажа бројката колку се има пријавено беше и колку се добри. Колку се добри, Јас сакав браво. повеќе од пола да успеам да наградам. Успеавме на крај 8 трите главни награди кои што ги овозможи Бункери лани и годинава. Успеа сите издавачи кои што се надвор на берзата да додадат нивни изданија, да склопиме 12 дополнителни пофалени стрипови. Со посебен акцент од најмалите, ни стигна стрип на второ оделенце со наставничка од Кочани. Луѓе такви приказни мене многу ми значат. Или многу ги испофалив стрипот со контролата од 22-ка. Каде што не има и нас, тој стрип и мора да се пофалиме дека имамо 4 стрипа. 4, тоа не е за подценување. Од обично луѓе кои ќе не стави во стрип има бургер, whatever. Да. Не, се добија сите што наставија се добија големивте. Тоа што го имавте направено, така што фала ви на вас за тие моменти, фала ви за стриповите. Тек сега само фрли фокуса на она кратки прашања и тој Ја уште не сум го гледал, така да ќе видам сега. Така, еве уште неделава да видиме што се не остана. Само мора да се каже дека за стрип наследство Томисав Османли, да, предобар избор за кога се даде наградата. Мило ми. А награда за, како да кажеме, млад или млади цртачи, автори, сценаристи. За конкурсот не беше За конкурсот, да. Добитници нели Војдан Андонов и Марко Марковиќ е првиот стрип, Марко Стојановиќ и Василес Гоџирас од Грција се второ место, а третото место е на стрип Семе на Иван, кој што почнал, мора накратко ви го опишам, зашто бев воодушевен. Навикнат сум на стрипови херои, митологии, доаѓа стрип кај што прва табла гледам 2 точки и сум збунет. Ништо нема, бело и 2 точки. Вртам наредна страна, се појава ликче и наоѓа моливче. И како го земам моливчето, почнуваат чудеси. 31 табла на крај е стрипот. Приказната луѓе ќе ја споделам цела наскоро, анимација е. Не, мислам сега кажам, пристапот и оригиналниот стил на размислување за креирање на тој стрип е тоа што му го донесе третото место. Не дека е он најдобриот стрип, најдобриот цртеж, најдобрата приказна. Юникнесот го потенцирам кај него. Но мора да кажам дека за и наредните 12 кои што ги пофалевме, 30 ми беа. Не сте свесни колку добри стрипови не можевме да ги донаградиме, ама
отидовме многу над можностите што успеавме. Се надам дека секоја година ќе ни се зголемови. Годинава фестивалот добива и институционална помош, малку од малку сме признаени. Се надам дека наредни години тоа ќе се зголеми и ова да го продолжиме да го правиме на уште поубаво ниво. Ние го отидовме горе кога се прошетавме на изложбата, шокирани бевме. Ама шокирани онака, Стрип до стрип беше. Немам тука збор. Мило ми. Деца цртаат онака, нека не престануваат со тоа што го прават, бидејќи успесите ќе се дојдат Додека оди вашата емисија денеска, во исто време е работилницата на Здравко од Макс Трипови со Екосвест кој што креира екохерои. Но таа работилница ја потенцирам дека беше за најмалите, не за тие што веќе имаат навика на стрип. Се трудиме да ги покриваме и средношколци, и основци, и помале, зашто за X години да им се сади таа љубов, ќе си има константност. Работилницата беше креирање еко-херои, најмногу ради тоа што ние со Еко се долги години соработуваме и ги вадиме стриповите Тим Еко. И оваа година ни поклонија пакети стрипови кои што ги делевме по луѓе, баш таа донација што ја спомнав. Тие помоши меѓусебно што осетив многу од луѓево ја прифатија навиката дека не е се, нели, во профитот, не е се, ова е нешто што многу луѓе ентузијастички го прават, а секоја таква дополнителна помош само те буста и те одржува да го продолжиш сето тоа, така што благодарност на 28-те, 35-те екипи што стојат позади целиот овој фестивал. Сега не би ги наброила сите, ама стварно мислам дека се покриени и пренесени низ социјал медија периодов. Мислам дека на сите им одвоивме доволно простор за... Стварно одбравме соседни теми кои што одговараат. Малку од малку да не биде само строго на стрип, иако фокусот ни останува на стрип, но ова се соседни екипи. Не е само дали одговараат на фестивал, ова се луѓе кои што го движат креативното Скопје. Околу фестивалов се приклучија многу екипи што работат измеѓу дали од хоби, дали од ентузијазам, дали професионално, но кога ќе видиш дека таква групи на луѓе ти ја даваат таа поддршка, сакаш дека и ти си на прав пат и многу ти е полесно да продолжиш. Колку и да постојат сопки, колку и да се немаат буџети, мене тоа ми дава надеж, ми одржува да продолжам вака со ова темпо. Добро, ги ти оставам за крај простор, ако сакаш да ги поздравиш сите поддржувачи или неколку, но само едно ќе те прашам, иако се уште рано, иако фестивалот не е завршен, дали нешто сакаш за следната година, некој стил, некој гости, желба да ти е на срце? Најмал тизер што не тизер, ти што посакуваш. Не да се джинкснам, но ќе се потрудиме 2026 Стрип Трип фестивал да ставиме фокус на Франција, кој што е една од најголемите лидери во Европа. Ги имавме првата година Србија, втората година ја имавме Италија во фокус, годинава ни е Клај со Германија, но малку го расшири, а тој ќе се трудиме да не е само една во фокус, но по специјалните гости, да речеме, да ни бидат од некој од тие земји, додека Балканот да го одржуваме во константно посетување од нивна страна. Оваа година, например, гостите се и едни од организаторите кои што над 20 години се по стрип фестивали и смотри, така што нивното искуство многу ни помага, мали ситници кои што ќе не ги кажат, ни ја олеснуваат работата за војнина, така што единствениот тизер надевам дека 2026 ќе пробаме да стигнеме и до Франција. Дај Боже. Добар. Ако сакаш да поздравиш некој, извини што те прекинав. Точно. Чао, мама. Поздрав. Нема за фестивалот поддржувачи како Скопско смут. Мислам дека ги имаме сите поминато доволно и сега ќе ги заборам некои, затоа не би сакал, мене ме е ред да се префрлам на промоциите, а ако треба може да пуштиме едно карамчо, двете реда на логоата не ги покриваат сите екипи луѓе кои што ни ја дадоа помош, таму се само дел представени и едно огромно благодарам на
голема бројка на луѓе кои што дојдаа деновиве за да овој фестивал излезе вака како што се случи овие 3 дена. Добар, уште еднаш. фала ти на вас и за гостувањето. емисии, и за поддршка, и за измеѓу рилчињата, видеата. секое Многу време. луѓе не знаат колку стрипови ви поклонувавте измеѓу, колку пива поклонувавте. Тие се тие моменти што нема надвор да излезат, ама тоа го гради дружењето на фестивалот. Фала ти уште еднаш што не Со беше задоволство. како јаготката на шлагот. Така му доаѓа, да. У оваа емисија, дечки, тоа беше тоа од нас за оваа специјална емисија. Марио, Да се заблагодариме на Давор, на На целата Давор. екипа што не покани оваа година да бидеме тука на оваа Фестивалот прекрасна ве кани, јас фестивалот, сум само така е. комуникацијата. Стрип трип ке живее. Толку сакам Се да кажам надевам. за крај. И чао, чао.